Во позиција на центар, поранешниот македонски кошаркар кој остави силен впечаток е публиката години зад нас, надпреварувачки дух кој беше прогласен за најдобар македонски интернационалец од 2005 до 2009 година, како и најдобар домашен играч за 2012 година. Тодор Гечевски, на разочарување на фановите, се пензионираше 2016 година. За сега да се бори за идните откритија во кошарката, на позиција директор на младинската школа на Работнички. Јас почнав на своји 8 години да тренирам кошарка во Кавадарци. Ние наследивме некоја кошарка од најдобрата лига аматерска низ Европа, тоа е Југословенската лига. Имавме доста квалитетни играчи во тоа време, имавме доста и квалитетни странци, иако малобројни, меѓутоа доста квалитетни. И имавме, како да кажам, многу сериозни победи на големите екипи, како МЗТ што го победи Реал Мадрид. Меѓутоа, мислам дека клубската кошарка у моментот е малку на пониско ниво отколку што беше тогаш. Во мојата кариера, најголем отскок ми направи надпреварот против Партизан, кога играв за Задар во Белград. Значи, на тој надпревар, тоа е првата година моја која отидов во Задар. Сега не можам да се сетам точно која година е тоа. Меѓутоа, таму останав после тоа 5 години. И тоа е мојата, можеби и најдобар надпревар играчки. Задар е еден град на кошарката, каде што никој друг спорт не ги интересира освен кошарка. И победувајќи го Партизан во сред Белград, за нив беше голем успех. Исто така и за мене, јас на тој надпревар постигнав 29 поени, имав 14 скока и од тука освоив таа задарска публика која е многу критична према сите играчи. Перо Антич, Владко Илиевски, Лестер Бомекелеп, Дамјан и Војдан Стојановски, дел од екипата која беше во македонската кошаркарска репрезентација тогаш на 2011 година, која страствено се надпреваруваше на спортските терени во Литванија. Дали по 8 години знаат да излезат и да се дружат. По принцип се останавме пријатели сите заедно, иако дел од нас више не играме, дел од нас играат. Меѓутоа сме во постојан контакт, неделно се гледаме, сега со некои повеќе, со некои помалку, меѓутоа останавме у некои добри контакти и кога и да се сретнеме, секогаш ги спомнуваме тие моменти на една среќа и задоволство. Исто така и со Владо се слушаме, иако тој не е тука у Македонија, у Словенија, меѓутоа, значи таа една генерација што растеше заедно, од Б дивизија дојде до 4-то место, сето тоа се претвори надвор од теренот, како дружба, како задоволство. По освојувањето на 4-то место на Европското првенство во Литванија, цела македонска јавност се собра на едно место за свечено да ги причека македонските кошаркари. Историски момент од кариерата на Гечевски, кој ни ден денешен вели дека не се заборава. За мене најважно беше тоа што кога дојдовме на площадот, ја мислам дека имаше 100.000 луѓе. Не можам да бројам, не можам да тврдам, меѓутоа гледајќи овака, мислам дека имаше 100.000 луѓе. Тоа ми беше најважно. Да, добивме признанија како заслужени граѓани и ова и она, меѓутоа за мене најважно беше тоа што цела Македонија го гледала тоа и цела Македонија го славеше тоа. Никогаш. И слично нешто, не исто тако, сум доживеал у Задар после првата титула, каде што целиот град излезе да не пречека, да не честита и ова и она. Меѓутоа, она што се случи на площад Македонија тука, никогаш нема да го заборавам. Тоа е нешто, како да кажам, врв на мојата кариера. Како директор на младинската школа на Работнички, дали Гечевски гледа потенцијал некој да го наследи неговиот талент? Ја би го издвоил Маслинко. Андреј Маслинко, кој игра во МЗТ, иако сега е повреден. Ја мислам дека тоа момче, како збориме за високи играчи. Мислам дека тој може да стане многу подобар од мене.